I pozdrav svjetlu, ja sam Stefan od kanala Cehlan, kako što možete da vidite. Ma nemoj. U jednom od prethodnih videa zborov za ocenjenje kako nije smo sjajni v to. No isto tako nije smo sjajni, ne samo v ocenjenju, ki jo izgovorite, izvinovanjata, no ne samo za ocenjenje, тук и за другите работи. Изговорите, т.е. различните лажни причини се појавуваат дори и од почетокот на нашето школување. Денес ќе зборувам за оние непознатите изговори и убеден сум дека сите вие сте користеле барем една од нив. Изговори постојат речиси за се. За неодење на училиште, за избегнување на излекување со луѓе кои не ви се баш толку драги, за неодење на работа и така натаму. И така натаму. Но бидејќи ова најмногу гледат личности кои се уште се ученици, ќе го свртиме ова се на училиштето. Првиот изговор е оној фамозен. Заспав, се успав, заспав. Да, секако. Се случува некогаш да не водиме сметка за времето, но јас не зборувам за тоа. Јас зборувам за оние случаи кога велиме дека сме заспале, а всушност не сме биле во кревет како што велиме, туку сме биле на кафе со пријателите. И да, изговоров речиси никогаш не поминува. Луѓето напросто обожуваат, ама на вистина обожуваат да користат изговори поврзани со нечија смрт. Најверојатно затоа што мислат дека така на другите луѓе ќе им биде жал и нема да имат проблеми со доцнењето. И баш поради тоа доста често можеме да чуеме изговори од типот ми умре куќето или дедо ми умре. Бидејќи тоа мора да звучи што е можно пошокантно. Да, воопшто не е чудно што сите од фамилијата умираат баш тогаш кога имаш тестови и тоа неколку пати годишно. Најаки ми се женските кои може да се вадат многу повеќе од нас машките. Добив по 5 пат овој месец. Благодарение на нивните женски проблеми, тоа станува се почест и почест изговор кој користат девојките, а тоа особено за физичко. Најголем процент од изговорите токму паѓа на домашните задачи. Во последно време, нешто посебно популарно е она: па јас си имам живот, или она: па зарем имавме домашно. Читав на интернет какви изговори луѓето сака да користат и најдов неколку интересни. Лилјаци ми влегува во косата, па не можев да дојдам. Премногу издаров вчера, па сега ми е лошо. Куќето пренесе наснимка на мене. Една статистика вели дека дури 87% од изговорите поврзани со домашната задача паѓаат врз компјутерот. Ви го пратив мејлот, ама изгледа вие не сте го добиле. Го напишав рефератот, ама не можев да го зачувам. Расипав раки ова сок врз лаптопот, па ми се поквари. Немав интернет цела недела, компјутерот ми беше на сервис. И така натаму, и така натаму. Доколку имате некоја прашање или предлог за видео, оставете го доле во коментарот. Доколку ви се допадна видеото, притиснете го лайк копчето, односно палец нагоре. Доколку не ви се допадна видеото, палец надолу. Исто така претплатете се на каналот да станете член на македонската фаланга на суперхерои, а поедно и да стигнеме до 100 претплатници до крајот на летото. Тоа беше тоа од мене за ова видео, ние се гледаме следниот пат. Поздрав!